Денес ја отвараме 16-та поред туристичко-гастрономска изложба на алтернативни форми за развој на туризмот. Значи, ова е 16-та година поред и се одржува во градот Гевгелија, впрочем каде што е нашето седиште, односно седиштето на Факултет за туризам и бизнес логистика, иако нели екзистираме и во Скопје и во Штип. Оваа традиција ја продолжуваме секогаш во кај нашиот домаќин, а тоа е хотел Аполонија и казино. Значи, заедно даваме една заедничка понуда на тоа што располага Гевгелија, низиниот потенцијал во смисла за развој на туризмот, сето она што може да биде бенефит од економски, од социјален и здравствен бенефит. Сепак ние не треба да заборавиме дека Гевгелија со оглед на атрактивната локација каде се наоѓа една место, една општина каде што и тоа како има потенцијал за развој на туризмот, бидејќи ако земаме и по коридор 10, тука имаме потенцијал за развој на спа туризмот, така што транзитните туристи не мора да бидат транзитни, туку тие може да бидат туристи кои што ќе ни останат на подолго време и да практикуваат одмор 365 дена во годината. Се разбира, Гевгелија е познато и по казино туризам, познато е по винскиот туризам. Тука денеска има многу локални винари кои што ќе можат нели да се представат, сите посетители да ги видат и едноставно ние со вакви настани можеме да се представиме на сите странски туристи, впрочем, што е нашата понуда, а се разбира да очекуваме тие да бидат многу по-фреквентни со оглед на тоа дека еве и туристичката сезона ни доаѓа. Оно што би кажала е дека туристичката индустрија покажува се поголем раст, Европа е на туристичко гнездо кое што уште повеќе ќе се развива и мислам дека ние како образование, како факултет треба да работиме и да се вклучуваме во проекти кои што даваат едни специјализирани обуки за развој на вештините на студентите, односно на кадрот кој што се специјализира за туристичкиот угостителскиот сектор. Има многу проекти, како на пример еве Креативна Европа проектот кој што трае од 2021, ќе заврши 2027 година, како проект тоа ги опфаќа сите оние кои што се заинтересирани во културните и креативните индустрии, значи ќе добиваат вештини во поглед на сите оние кои што би се нашле како работна сила ангажирани во доменот на туризмот, во доменот на културното наследство и така натаму. Исто така еден интересен факт е тоа дека Светската туристичка организација вели дека туризмот е еден од најдобрите работодавачи во насока дека токму најмладите се овде ангажирани, 50% од вработените се на годишна возраст од 25 години, така што сметам дека таа една мала тие млади, таа енергија која што ја имаат, ќе може да биде една добра симбиоза помеѓу тоа што представува теорија и што представува пракса. Бидејќи навистина трендовите се менуваат, не е само теорија, туку нашите студенти сакаме кога ќе излезат од вратите на нашиот универзитет веќе да бидат спремни и да се најдат на работна позиција каде што ќе покажуваат и ќе предонесуваат за повисока продуктивност. Ги спомнав и винариите, бидејќи на почетокот овој настан започна со подготвување на храна на само од нашите студенти. Меѓутоа традицијата и се поголемиот интерес направи ние да бидеме уште повеќе интересни за би кажала не само за општината, туку и за регионот, така што се вклучија сите угостителски објекти. Денеска има над 30 угостителски објекти кои што изложуваат своја храна, свои специфичности, како и малите локални винари. Зошто ги потенцирам локалните винари? Бидејќи храната е елемент кој што ги поврзува и луѓето, меѓутоа ги поврзува и со храната и пиалокот. Така што овој регион, ова место има и тоа како голем потенцијал да се развие еногастрономскиот туризам, бидејќи секогаш луѓето освен храната сакаат да уживаат и во добро вино, добар пиалок. Кога сме кај винариите, да не заборавиме дека тие не се многу битен сегмент воопшто за нашата економија, поготово кога постојано ја зборуваме нели таа извозна конкурентност. Од секогаш се смета дека фирмите кои што се спремни да извезуваат, тие веќе покажале повисоки продуктивни стапки. А кога ќе излезат на странските пазари, тоа е уште поголем бенефит, бидејќи има преливање на знаење, трансфер на технологии и така натаму, така што тие spillovers во секој случај не се од големо значење.
исто како позиција, како место, како град, како регион, земјоделието тука е својствено, така што земјоделскиот сектор исто е поврзано со гастрономијата и сметам дека треба да има еден подобар тренд, односно да се подобри трендот на зголемување, односно на одгледување на земјоделски производи, бидејќи ја спомна винскиот туризам, да не забораваме дека во винската трговија земјоделските производи учествуваат со 1/5 од светската трговија. И тоа се едни бројки, бидејќи нам природата тоа ни го дала, ние треба само да го искористиме, да направиме една соодветна алокација на ресурсите и се разбира на светот да му покажеме пошто сме интересни, а што не прави диверзивни од остатокот од светот.